Судскиот совет избра тројца судии за во Врховниот суд, а изборот запна на четвртиот. Судиите кривичари од Скопска апелација, Зоран Димитриевски и Татјана Дуковска беа избрани со пофалби од членовите. Честитам јас на судијата Зоран Димитриевски, јас лично не го знам, меѓутоа имав еднаш прилика да се консултирам за едно правно прашање од аспект на кривичното право и на вистина да се изразам вака народски жива енциклопедија по оваа проблематика. Кога требаше да се бира од листата на граѓански судии, на која имаше 4 кандидати, се наметна дебата дали да се поништи огласот. Со оглед на тоа што дисциплинските постапки се тајни, дел од членовите бираа зборови во дискусијата. Затоа што второ рангираната судика Јетмире Ајдини Бошњаку неодамна доби парична казна од судскиот совет, а незината колешка, трето рангираната Наташа Ставовска Димитровска, беше разрешена. Еден од аргументите на членовите беше тоа што одлуките се неправосилни. Мнозинството одлучи да се врши избор и беше изгласана само прворангираната судика од Скопска апелација Маја Маркова. Апелациониот судија Рафи Сидризи доби 6 гласа за, 6 против. За Савовска сите 12 члена беа против, а за Ајдини Бошњаку тројца членови гласаа за унапредување во највисокиот суд. Другите беа против. Имајќи предвид дека против нејзе тука се водеше дисциплинска постапка, има одлука која не е правосилна и во моментот моето мислење беше дека не треба да се унапредува во повисок суд. Гласов против оваа колешка да биде унапредена за судија во Врховен суд. За мене лично е спорен низиниот интегритет, кредибилитет и квалитет при работењето како судија на Апелационен суд Скопје. Замислите, ако после 2 недели, 3 недели се укинува нашата одлука и се враќа на повторно, а ние поради тие факти на кандидат не му дадовме можност за да биде унапредуван, а законот многу јасен ние, судија не може да биде унапредуван ако е правосилна судска одлука, правосилна одлука на судски суд. Со денеска избраните тројца судии, Врховен има 14 судии, е далеку од систематизацијата со 28 судии. Бројка која со години не е пополнета во целост. Во тека и постапка за избор на председател на судот. Кандидати се доскорешната председателка Беса Адеми и судијата Африн Фидани. Председателот на судски рече дека постапката е при крај. Изборот ќе го закаже на некој од наредните седници.